Почитувани сограѓани, драги пријатели, добро вечер. На почетокот би сакал да ви кажам дека секој пат кога сум во Богородица, исполнет сум со едно пријатно чувство. Тоа е затоа што единствено и единствени сте како трудолюбиви граѓани на општина Гевгелија, во исто време сте отворени и срдечни, а вечерва премногу ми е драго затоа што и одовде Богородица го крева гласот и дава отпор против овој режим на Груевски кој излезе на површина пред 50 на дена. На 24 декември на тој црн понеделник, само затоа што застанав на браникот на слободата и демократија, само затоа што сакав да ја иднината на граѓаните на Република Македонија, да ја спречам од нови задолжувања, да спречам нови безмилосни, раситнички трошење на народните пари, бев на најбрутален начин исфатлен од собранието на Република Македонија. Тие, власта на ДПМН, посебно пратениците од ВМРО ДПМН, на почетокот на мандатот, кога заедно се заколнавме дека ќе го браниме Уставот на Република Македонија, дека ќе ги браниме законите и почитуваме, ќе го почитуваме деловникот на собранието на Република Македонија на 24 декември. Со партиско-политичката чизма сгазнаа, значи, врз Уставот и во корпа за отпадоци ги фрлија и законите и деловникот на собранието. Со сила и со полиција, со кршење на сите процедури и на најкриминален начин го донесува буџетот за 2013 година. А тоа го направија само за повторно да ја задолжат Република Македонија, само за повторно, за уште повеќе да го зацрнат животот на граѓаните на Република Македонија, за уште повеќе да не ускратат иднината. Како врв на лудилото и на безобразникот, на себичноста и на нечовечноста со тепање и мавање ја избркеа седмата сила во Република Македонија, а тоа се новинарите, и со тоа удрија врз Уставот на Република Македонија. Сето ова го направија за ништо друго. Сето ова го направија само како да дојдат до свежи пари и како да го продолжат се уште владењето нивно со криминал и со корупција. За само еден месец не задолжија со нови 400 милиони евра. И без срам, без перде, без никаков фусул, пред неколку дена не задолжија со повторно со нови 100 милиони евра. За 7 години ја задолжија Република Македонија со 1 милијарди евра и ја докараја работата до тоа да сиромаштијата не тропа веќе на секоја трета врата, туку веќе тропа на секоја втора врата во Република на Македонија. За 7 години секој граѓанин, секој работник го примора да аргатува за никој друг, само за тие 6 луѓе од ДПМН кои се наоѓа на врхушката од таа партија. За 7 години се убивање на демократијата и слободата и ја вратија на Република Македонија и ги примора самите граѓани да живеат како во средниот век. За овие 7 години, откога Груевски дојде на власт, и како граѓани и како опозиција, и му укажувавме дека со инсталирање на партискиот политички режим, со влегување на него во секоја пора на општеството, газаа по уставниот поредок на Република Македонија, а со тоа ја убива парламентарната демократија. Кога инсталираа систем во медиумите, кога извршија упад во Советот за радиодифузија, кога затвараа телевизии, кога затвараа новинари, кога затвараа вестници, и велевме, не правете го тоа, затоа што со ова ја убивате демократијата во Република Македонија. Кога поставуваа партиски суди, кога извршија упад во судскиот совет, и велевме повторно, не правете го тоа, затоа што ја убивате правната држава во Република Македонија. И на крајот, сиромаштијата дојде, најмногу се појави тогаш кога удрија по стопанството, кога удрија по фирмите и по стопанствениците, со инспекции, со глоби, со казни, со притисок, уцини и рекет. Тогаш повторно им велевме, не правете го тоа. Ја уништувате економијата во Република Македонија и веќе со сигурност им ја дерете кожата на соседниот народ.
Вечера сме тука и ни цела Македонија да им кажеме на ВМРО ДПМН и на Груевски дека со стап доста удира по соседниот народ. Треба вечерва да им кажеме, како и во цела Македонија, дека стапот има два краја. Река од народ, секој ден се повеќе се фаќа за едниот крај од стапот. Време, доаѓа времето кога народот ќе почне веќе да мава со тој стап. Тогаш, почитувани пријатели, не би сакал да сум ни во кожата на Груевски, ни во кожата на Ставленски, ниту пак во кожата на Рajko Veljanovski. Дојдено е, значи, ножба коска и времето е. И време доаѓа да народот каже стоп на тиранијата, стоп на диктатурата, стоп на уништување на слободата и демократијата во Република Македонија. Почитувани пријатели, со тоа што власта на ДПМН удри врз уставот, згазна врз уставот на Република Македонија. Со тоа што со полиција удри врз противниците и со пендрек удри по 370.000 гласачи кои на последните предвремени парламентарни избори гласаа за нас, со тоа што ја озаконија неправдата и сакајќи да се устричат со господари, отпорот веќе со сигурност стана наша судбина, наша обврска и наша должност. 50 дена веќе сме на улицата, 50 дена веќе сме на площадите, 50 дена сме со народот. Од ден на ден нашата колона е се подолга и поголема. Од ден на ден колоната на отпорот е се позбиена, се погуста, порешителна и посилна. Со отпорот што го манифестираме ме здружени, вечерва и од Богородица такаме да им порачиме дека газда во Република Македонија е народот, дека газда во општина Гевгелија се граѓаните, не се веќе газди ниту ДПМН, ниту Груевски, ниту Франгов, ниту било кој околу нив. За жал, и бојте и парите веќе со сигурност може да кажеме дека и мудрие во глава и дека посакаа да се крунисат како господари на собствениот народ. Да си поставиме едно прашање. За овие 7 години од кога ДПМН ја има централната власт и 4 години од кога ја има локалната власт, што имат направено и колку средства од централниот буџет на Република Македонија имат прифрлено за општина Гевгелија, тој буџет што сите ние заедно го полниме? Одговорот е ништо, ама баш ништо немат направено. Едно што направија, криминално само испра милиони евра за непродуктивни трошаци, за секакви нивни глупости преко кој криминалот и ги полнат, преко тој криминал ги полнат джеповите. Криминално пари потрошија за Скопје 2014, за Врби 250.000 евра, за Тркала панорамски, за бродови, сега гледаме и за секакви те не глупости. Ниту денар за овие 7 години не префрлија на општина Гевгелија за подобрување на општата живеачка, за подобрување на благосостојбата на граѓаните, за било каква изградба или реконструкција на водовод или изградба на канализација. За овие 7 години сме сведоци само за криминална распродажба на државното градено земјиште без изградба ниту една инвестиција за која продуцира ново работно место. Ќе вработуваат во Гевгелија и од други општини. Не баре, го слушаме веќе 4 години Франгов како вика дека во Гевгелија ќе нема веќе ниту еден невработен граѓанин. Ама за овие 7 години факт е дека ВМРО ДПМН не отвори ниту едно реално место за вработување. Единствено што направија, само ја пренатрупија државната администрација, единствено што направија, само си ги вработија браќата, сестрите, зетовците и шоровците и на пратеникот од ДПМН, и на градоначалникот од ДПМН, и на блиските околу нив. И од Гевгелија може да кажеме, како и во секоја општина во Република Македонија, направија гето. Привилегија, бенефици, пари и вработување само на локалните властодржци во Република Македонија, а за останатите само обврски за плаќање на високи сметки и расправија со извршителите. На вакви ли се уште треба да им оставиме во заложни своји Гевгелија и Република Македонија. Почитувани сограѓани, лицемерието на ДПМН
Перењето на мозокот веќе не поминува. Се фалија дека се земјоделска влада, а земјоделците ги дотераа до таму да бидат посиромашни и се позадолжени. Се фалија дека дават милионски суми субвенции за унапредување земјоделството. Ефектот од тие милионски суми во земјоделието се 30% намалени обработливи земјоделски површини и исто толку намалено земјоделско производство. Богородица традиционално од секој пат знаеме дека е еден од најголемите производители на доматите во општина Гевгелија. Веќе со сигурност ја доведија поради тоа што нема сигурен пласман и стихино ги одвиваат работите околу таа сфера, веќе само можеме со сигурност да кажеме дека домати во Богородица се одредуваат само во неколку земјоделски фамилии. А последната мерка која донесе ова година за субвенционирање на оваа земјоделска култура ќе допринесат да оваа земјоделска култура целосно исчезне од ова населено место. Што направија тие? Тие направија ги условуваат давањето на субвенциите да на 1 хектар засадени со домати да се оберат или да можат да продадат до 15 мај 8 тони од тие земјоделски производи, 8 тони домати. Да сето тоа мислиме дека секој што се занимава со земјоделие, ова не може да биде во реалноста. Така да со сигурност веќе може да кажеме да и земјоделците во општина Гевгелија, особено во населеното место Богородица, полигано сигурно го крпаат крпениот живот на македонецот. А поради немање стратегија за пласман, успеа полигано сигурно и во Гевгелија да се намалуваат ваквите земјоделски површини и земјоделските површини засадени со овошје. Да имат бар искрена намера или искрена желба, можат најлесната работа да ја направат или да му направат одредено задоволство на земјоделецот, а тоа во Богородица да пуштат механизација и да ги исчистат патиштата во полето кој одат до нивните ниви. Или во исто време да беа бар малку искрени, ќе можеа дека со сигурност да им кажат на земјоделците од Богородица дека 10% од 2009 штетата која претрпија земјоделците може ќе биде исплатена во 2013. Меѓутоа знаеме дека по десетица пати кога и да дојде градоначалникот кажува дека до година од сето тоа ништо нема. Затоа, почитувани пријатели, доста е веќе времето и доста е дојде времето да ја кажеме на оваа диктаторска власт дека помина времето кога може да степат кого ќе посака, а тепаниот да не може да викне. Дека може да суди и притвора било кого или кој таа сака, а да осудениот да не може да се жали. Дека може било кога она сака да газе по законите, а жртвата од сето тоа да не може сето тоа да го обелодени. Почитувани пријатели, драги сограѓани, мислам дека времето е дојдено нож до коска. Затоа единствен излез од сета ова состојба, кога државата како никогаш порано не е била во подлабока политичка криза. Единствено решение на сето тоа е отпорот по улицата секој ден, се повеќе и помасив, да можеме да предизвикаме предвремени парламентарни избори кои ќе бидат фер и демократски, а во исто време да може и да предизвикаме локални, демократски и фер избори. Затоа да живее Македонија, да живее општина Гевгелија, да живее слободно и демократска Богородица. Ви благодарам.